Господе, што и во овој ден ме облева Твојата светлина, што ме облекуваш со сила од озгора, што ме облече со Твојата љубов, што ми ги даде Твоите живи слова, Господе, да се храни мојот дух, што ми направи, Господе, да се наречам Син Божји, бидејќи Те избрав и Те познав Тебе за Спасител. Послание до Филипјаните, 1 глава, 27 до 29 стих. Само однесувајте се достојно на Христовото Евангелие. Апостолот Павле вели, за да можам јас, било да дојдам и да ве видам, било да сум одсутен, да чујам за вас дека стоите цврсто во еден дух, дека еднодушно се борите за евангелската вера. Значи, ние збориме за христијанство кое е евангелска вера. Тоа подразбира христијанство базирано на Светото Писмо, на Новиот Завет, на Заветот со Исус Христос. Уште еднашка. Да чујам за вас дека стоите цврсто во еден дух и дека еднодушно се борите за евангелската вера и дека воопшто не се вознемирувате од противниците, што е знак, и дека воопшто не се вознемирувате од противниците, што е знак за нивната погибел. И спасение за вас. И тоа е од Бог. Зашто вам ви беше дадено заради Христос, не само да верувате во Него, туку и да страдате за Него. Имајќи ја истата борба, како што видовте во мене, а и сега слушнавте за мене. Во посланието до Филипјаните на апостол Павле е важна одредница, бидејќи одредува какво е христијанството. Значи, христијанството е евангелска вера. Во современиот свет ние имаме поделба на христијаните поради различни читања и толкување на Светото Писмо. Кај некои од нив дури и обредните постапки се подоминантни и поважни од вистината од живото слово што е запишано во Светото Писмо. Да не заборавиме дека Светото Писмо вели дека Словото е Исус Христос. Пишано е дека тројца се кои сведочат на небото: Отецот, Словото и Светиот Дух, а Словото е Исус. Ти јас сум во Словото и Словото е во мене, и Словото стана тело и се всели во нас, вели Јован, полно со благодат и вистина. Во современието христијанството е поделено на разни деноминации, на драматурско читање и толкување на Светото Писмо. Католици, православни, протестанти. Протестантите се делат на разни други деноминации. Методисти, баптисти, евангелисти и други. Суштински, ние треба, како што вели апостолот Павле, да чујам за вас дека стоите цврсто во еден дух, дека еднодушно се борите за евангелската вера. Но суштински треба сите христијани да застанат во еден дух, ако веруваат во Исус Христос апостолот, во Отецот Небесен, во Неговиот Син Исус Христос и во Светиот Дух, треба да застанат заедно и барем еднаш годишно и во македонскава земја да се молиме заедно, да не се пизмиме, да не се обвинуваме едни со други, да не тврдиме дека не сме ние вистинските. Затоа што кога ќе почнеме да тврдиме дека сме вистинските, само Бог е вистинит, само Бог знае, еден е судијата, еден е учителот, а тој е Отецот Небесен, Исус Христос, троединиот Бог и Светиот Дух. Во послание до Филипјаните 2, од 1 до 11 стих би сакал да споделам со вас. И така, ако има некаква утеха во Христос, ако има некакво охрабрување од љубов, ако има некакво заедништво со Духот, ако има некакво сочувство и сожалување, направете ја мојата радост целосна, имајќи исти мисли и иста љубов, обединети во Духот и со една цел. Тоа е евангелско христијанство. Не правете ништо од ривалство или од суетно честолюбие, туку во понизност сметајте се еден за друг, поголем од себе си.
Не гледајте само на своите лични интереси, туку на интересите на другите. Имајте такви мисли во себе, какви што ги имаше и Исус Христос. Амин. И понатаму, кој иако беше во ликот Божји, не го сметаше како нешто приграбено тоа што е еднаков со Бог, туку се лиши самиот себе си, земајки лик на слуга, станувајки сличен на луѓето. И откако стана сличен на човек, тој се понизи самиот себе си и стана послушен до смрт, дури смрт на крст. Затоа и Бог го возвиши и му подари име што е над секое име, та во името на Исус да се поклони секое колено и на оние кои се на небото, на земјата и под земјата. И секој јазик да признае дека Исус Христос е Господ за слава на Бог, Таткото. Видете, вака вели апостолот Павле, и секој јазик да признае дека Исус Христос е Бог за слава на Бог Таткото. Не вели дека треба само да се признае на грчки јазик, на латински, на еврејски. Ние зборуваме за еден принцип дека секој јазик треба да признае дека Исус Христос е Бог. Во тој контекст јас ги прашувам грчките христијани, дали го прочитале Светото Писмо? Српските христијани, бугарските, украинските, руските православни, кои се едни против другите. Грчката црква не ја признава македонската, српската има спор со македонската, руската со украинската и така натаму со ерменската. Јас ве прашувам, дали тоа го пишува во Светото Писмо? Дали сме ние христијани? Ако се делиме по националност, бидејќи во Светото Писмо е пишано, сите сме во еден дух крстени, било јудејци или елини, било робови или слободни, сите сме во еден дух напоени. Тогаш, каков е проблемот? Во современото христијанство, во православието, кое се смета себе си за изборно, апостолско, а суштински во него тлее духот на антихристот и национализмот, бидејќи е поделено по национални цркви. Го молам Господа, Отецот Небесен, да го испрати Духот Свети, со силата на Словото на Исус Христос, да можеме, барем еднашка годишно, во Македонија, да се собереме сите христијани во еден дух, да се молиме заедно, да живееме и да покажеме дека сме Христови ученици, затоа што е пишано во Евангелие по Јован, ќе ве познаат дека сте мои ученици, ако се љубите меѓу себе. Господе Исусе Христе, Ти благодарам што овој ден ми ги движиш рацеве, нозеве, ми ги отвори очите и ушите и душата ми трепери во Твојата љубов, што удри печат на мене со Светиот Дух, за да бидам откупен и запечатен за денот на воскресението. Господи Исусе Христе, пишано е, кој верува во мене, делата што ги вршам јас и тој ќе ги врши, и уште поголеми ќе врши. Пријателе, брате и христијанине, има еден добар човек, се вика Исус Христос. Тој се овоплоти, стана човек, зема облик на слуга, ги зема гревовите на светот, ги закова на крстот, беше распнат, ја пролеа својата света крв и на третиот ден воскресна. Ги зема клучевите на адот, ја победи смртта, го победи сатаната, вечен живот ни подари. Не откупи пред Отецот Небесен, не помери како никогаш да не сме грешеле. Потребно е само да го повикаш Неговото име, да се покаеш, да им простиш на сите, да се откажеш од сатаната и демоните и од злото, оди и не греши повеќе и да живееш богоударен живот, да живееш облеан во Христовата слава. Во еден друг стих кој е интересен вели: вие сте царско свештенство, кој преминавте од темнина во светлина, за да го сведочите светот Евангелие. Ние зборуваме за светии кои веруваат во Христа и го шират светот Евангелие. Во православието има еден адет народен кој вели: светецот се моли за нас. Браќа и сестри, христијани, јас ви уверувам дека светецот не се моли за вас. Вие треба да се помолите. Вие треба да го изберете Исуса Христа. Светците се обични луѓе кои му служеле на Бог и добро е што се спомнуваме на нивните дела ако се потикнувачи на верата. Но ако тие станат доминантни
и го потиснуваат Исус Христос, зашто е пишано: не прави идоли и не љуби други богови освен мене. Вие влегувате во едно проклетство. Во книгата на Богомилите е запишано: позната е битката за иконоборство, дали треба да се слика лицето на Господ или не. Не прави идоли и слики на ништо што е на земјата. И така натаму, и така натаму. Тоа се христијански загадки, дилеми, кои се пишани во Новиот Завет на Светото Писмо и во Стариот Завет. Христијанството е Свето Писмо, во кое е наша водилка, наш патоказ, нашето живо слово, не поучува, не изменува, не возобновува, го храни нашиот дух и не менува однатре. Тоа е навистина живо слово. И ако се помолите за некој, имате дар на верба и дар на исцелување, болестите и демоните ќе заминат од него. Но тоа се веќе други прашања за едно подлабоко христијанство, за човек кој се откажал од себе си, кој умрел за себе си, кој мртов за гревот и му го подарил животот на Исус Христос. Тоа ви е едноставен и лесен начин. Во зборовите имате живот и смрт, пишува во Светото Писмо. Господи Исусе Христе, ти предавам се, моје раце, моево тело, мојот дух, мојава душа, се што имам, Господе. Води ме да го изодам само оној пат што си го намислил на мене. Да врвам само по Твојата светлина, зашто е пишано: кој врви по мене, нема да оди во темнина и ќе има светлина во животот. Пишано е: кој има верба колку синапово зрно, и каже на оваа планина да стане и да се фрли во морето, таа ќе рипне и ќе се фрли во морето. И затоа во името на Господ Исус Христос и кажувам: имам вера, Господе. И кажувам на планината зло, што се нафрлила врз македонската земја, братоубиства, граѓански војни, омрази, лажни религии, дрога, криминал, крадење, лажење, проституција, смртност, мракобесие, надвор планину на зло од македонската земја. Во името на Господ Исус Христос, бидете благословени. И пишано е: мирот свој ви го давам, така вели Исус, но не како што го дава светот, да не се плаши срцето ваше. И пишано е: дојдете при мене, сите изморени и обременети, и јас ќе ве успокојам. Земете го мојот јарем на себе и поучете се од мене, бидејќи сум кроток и смирен по срце, и ќе најдете мир, мир за душите ваши. Исус Христос го шири Евангелието на мирот. Брате и пријателе, повикај го Исус Христос во твојот живот и живеј во мир и во Божја благодет, наместо во живот на проклетство и гибел. Амин.